Граѓаните на Македонија имаат историска шанса да ја определат на тамошната иднина на државата и јас верувам дека ќе ја искористат со тоа што позитивно ќе се изјаснат на предстојниот референдум за стапување во сојуз со развиените и демократски земји во Европа и во светот. Ова го истакна лидерот на СДСМ Зоран Заев на трибина со граѓаните на Виница, што се одржа во вторникот вечерта како дел од предреферендумскиот караван на коалицијата Заедно за Европска Македонија. При тоа Заев ја истакна важноста на постигнатиот договор со Грција и рече оти очекува поддршка од граѓаните на референдумското изјаснување. Одлуката е историска. Конечно го потврдивме нашиот идентитет и нашиот јазик. Прашањето беше како се сочува идентитетот и јазикот, затоа што идентитет не се преговара, тоа е чувство. Тоа е нешто што сме се родиле со него и живееме до крајот на животот и го пренесуваме на нашите дедовци. Ние сме биле македонци, сме македонци и ќе бидеме за веки веков македонци. Важно е што сме сега признати и од Грција, и од Бугарија, од целиот свет сме признати. Никој повеќе не негира. Никогаш повеќе нема да не повредува чувството на тоа фиром. Кога ни го редат пред спортските клубови, младите одат на секаде по светот. Зборувајќи за економските придобивки за општините со влегувањето во Европската Унија, Заев истакна дека финансиската помош од европските фондови ќе биде многу поголема од сега. Општини како Виница имат меѓу 2 и 5 милиони евра годишно грантови, директно од Европската Унија, за училишта, за водоводи, за канализации, за тротоари, за спортски терени, за детски градинки, за се што представува потреба на една локална заедница. И ова шанса не смееме да ја пропуштиме. Затоа што секој наш деловен човек ќе може плюс да аплицира од кохезивните фондови на Европската Унија, која набавува нови машини, нова опрема, да поврати до 80% од парите. Сега Македонија ве помага, даваме државна помош, но преку фондот за иновации даваме 10 милиони евра. Дополнително 70 милиони евра е севкупната поддршка до стопанството. Со Европската Унија поддршката ќе биде поголема од 700 милиони евра годишно. На трибината пред граѓаните на Виница зборува и градоначалникот Ивица Димитров, како и собственикот на компанијата Мак Прогрес Глигор Цветанов, кои ги повикаа своите сограѓани да излезат на референдумското изјаснување и да дадат поддршка. Имаме две цели и тоа е едната дали ќе влеземе во Европската Унија и НАТО, а другата дали ќе бидеме изолирана држава. Јас сум за првата, за влез на општина Виница, за влез на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија. Току ние сме таа генерација која што мора да зграбчи силно, да каже стоп, доста е манипулативни политики. Да сите да застанеме цврсто за влезот на Македонија во Европската Унија. Европската Унија ни дава отворени граници, ни дава нови инвестиции, стандардот на граѓаните ќе се подобри, нови странски инвестиции ќе влезат, ни дава посигурна инфраструктура, посигурна иднина за нас и за нашите деца. Ќе гласам затоа што на Македонија е потребна безбедноста која ја дава НАТО, членувањето во НАТО сојузот. Со тоа ќе бидеме побезгрижни и похрабри ние од бизнис секторот, повеќе да инвестираме и повеќе да го развиваме бизнисот. И уште повеќе да имаме можност да вработуваме и да го подобриме стандардот на вработените. На крајот од трибината во Виница, лидерот на СДСМ Заев одговараше на прашање на дел од присутните. При тоа ги повика и партиските членови на опозицијата да излезат на гласање на референдумот, без разлика дали ќе се изјаснат за или против, со што ќе дадат легитимност на одлуката што ќе биде донесена.